Појавата на мајмунски сипаници во државата го отвори прашањето како се пренесуваат и на што треба да се внимава. Иако во државата има само 2 случаи во главниот град, а во истокот засега ниту еден случај, сепак лекарите велат дека можност за појава има. Доктор Валентина Митрова рече дека неосновни симптоми се настинка со главоболка, болка во грбот, покачена телесна температура, како и појава на испакнатости кои преминуваат во крусти. Значи има официјално 2 случаи регистрирани во градот Скопје. Тоа е веќе информација што излезена во медиумите, потврдена. Меѓутоа, во Штип немаме се уште информации, немаме регистриран. Тоа не значи дека ќе немаме или во некој друг град во нашата земја. Човекот започнува како една блага настинка, значи со главоболка, со болка во грб, покачена телесна температура. Потоа следните симптоми појавување на испакнатите на кожата, обично на видливите на раците, на нозете и по целото тело. Потоа овие поминуваат во течности исполнети со течности, а потоа преминуваат во крусти. Во овој период, кога веќе се исполнети со течности, со крусти, секој контакт може да лицето што ќе биде во контакт со ова лице може да заболи. Митрова ја стишува ситуацијата, вели дека нема простор за паника. Истакна дека за болеста постои вакцина, меѓутоа не се препорачува затоа што нема смртност. Така да не треба да се крева паника во јавноста, да постои, тука е, треба да ја препознаеме и треба да диагностицирање. Инаку оваа болест нема леталност, постои вакцина како она на вариоловера, меѓутоа не се препорачува од здравствените власти во нашата земја затоа што нема смртност. Немаме некоја определена, значи сите кои што доаѓаат во контакт со лица кои што се заболени, значи ако и ние како здравствени работници кога ние суспектно или сомнително некој треба да го направиме преглед со заштитни ракавици, така да можеме да кажеме дека скоро сите групи се потенцијални со потенцијален ризик. Инаку мајмунска сипаница е зарезна болест на животни и луѓето, која се одликува со треска, општо труење и појава на екзантема.